Назад во студиото со минутите посветени на анализата на домашната политичка и сцена и сето она кое што е ново, кое што се случуваше. Го имаме мојот колега Срđan Ивановиќ. Добро утро. Добро утро. Јас се надевам дека ќе бидам достојна замена на колешка Бела. Со оглед на тоа дека ни е последната емисија во живо вака за оваа година, оно што мислам дека треба да го споменаме кој беше оној клучниот, централниот настан кој што ја одбележа изминатата година на нашата политичка сцена? Па без многу размислување и анализирање, лесно да се каже дека тоа беа изборите. Македонија, значи, оваа година можеме да ја поделиме на два дела, пред изборите и по изборите. Падна власта предводена од СДСМ и Демократската унија на интеграција. СДСМ се пресели во опозиција, што не беше никакво изненадување, освен за малкумина, тоа морам да го кажам. Од власт по 20 години се симна и Демократската унија за интеграција, дуе во опозиција, и тоа можеме да кажеме дека е новата реалност во нашата земја. Инаку, нели, годината лани не почна баш најдобро, го имавме, се уште беше освежено убиство кое што се случи, оние две убиства кои се случија во Скопје, на Ѓорчевска и Јовановски, и нели, имаме уапсени, имаме судскиот процес се уште трае, значи не е завршено 2024 година. Главно осомничениот беше во бегство во Турција, па чекавме на негова екстрадиција. Така да годината ни почна некако со еден горчлив вкус во устата. Се уште го имаме тоа. Така, полека почнавме да се подготвуваме за изборите кои дојдоа во ние пролетни месеци. Да. Имавме кампања, имавме многу комплицирани избори, нели, прв круг беше председателски избори, па потоа во вториот круг се гласаше и на председателски и на парламентарни избори. Катастрофален резултат за тогашната власт, загубија огромен број на гласови. Новата власт, предводена од ВМРО ДПМНЕ, освои рекорден број на гласови, тоа мора да се истакне, значи никогаш претходно не биле освоени толку гласови, и беше формирана влада во која беше, нели, премиерот во тоа време, мандатарот Христијан Мицкоски, се договори со представниците на Вреди и на, односно коалицијата Вреди и на Знам, со што, нели, направија комотно парламентарно мнозинство, ја формираа владата која така во првите месеци делуваше малку неснајдено, особено новиот председател на македонскиот парламент Африм Гаши, кој така имаше неколку несериозни испади во јавноста, но и тоа се подсмири и дојдовме до моментот кога новата влада, новиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски презема еден куп на акции за справување со организираниот криминал и корупцијата. Имавме неколку акции кои што делумно завршија неславно, веќе имаме сега повеќе луѓе во бегство кои се надвор од државата, и треба да ставиме, нели, времето да каже дали ова што го започне во Министерството за внатрешни работи ќе вроди со плод, а тоа е, нели, да имаме ефективни обвинителни акти пред правосудниот орган и да видиме дали сето тоа ќе има некаква правосудна разрешница, односно судот, нели, да ги прифати нивните аргументи, нивните докази и факти, да ги прифати и конечно да може да кажеме дека Македонија, нели, излегува таа матрица на корупција, на криминал. Так. Да. Сега, покрај овие акции кои што се превземале откако се смени владата, нели, помина оние 100 дена, помина и повеќе од 100, ајде вака како новинар, ама и како граѓанин на општество, други некои промени забележуваме во општеството откако се смени владата? Значи, не е битно дали е на подобро или на полошо. Дали имаме чекори напред или назад? Па има. Види, мал е периодот за да ние дадеме некој суд сега тука, но
значи, да го трнеме на страна ова што до сега го говорев, јасна разлика може да се види единствено во надворешната политика. Сега тоа колку е успешно не знам, но очигледно е дека она сервилност кон меѓународниот фактор ја нема во оваа влада. Таа беше типична за претходната влада и мислам дека тоа беше катастрофално по нивниот рейтинг и по самата држава. Едноставно не се прифаќаат диктатите кои доаѓаат од без разлика од каде, од било која адреса која не е македонска, да кажеме, не доаѓаат и го нема она. Тоа исто така пречеше многу она самоволие на министрите на Дуи кога игра фудбал, нели, кошарка и така натака. Тоа го нема, рековме Дуи е веќе во опозиција и тоа ќе кажам, сега и двете работи што ги спомна се ствар на перцепција, значи работи кои некои работи помалку не нервираат. Значи дали се однесува на односите со ЕУ, НАТО или не знам кој веќе, нели? И од друга страна нели таа владина коалиција малку подсмирена, нема толку луѓе кои не ги интересира каков јавноста ќе ги перцепира, нели? И имаме тие две работи, инаку не сме побогати, да бидеме реални, не ни е подобро. А можеме да бидеме оптимисти барем за следнава година? Јас сум секогаш оптимист и потоа сваќам колку сум бил, нели, јас погрешно, во заблуда. Сам себе, во заблуда, да. И така секоја година. Так, добро, како и да е, мислам дека треба да ги оставиме со доза оптимизам граѓаните вака пред крајот на годината. Па еве сега, сега доколку оваа борба со корупцијата вроди со плод, сигурно ќе ни биде подобро, не може да ни биде полошо. Живееме во тешки времиња, глобално тешки времиња, тешко е да имаме некој раст економски со овие цени на енергенсите, со оваа цена на струјата која сега има во моментов. Но барем нели да го зачуваме тоа малку што го имаме. А тоа сепак е најмногу, нели, за нас. Така. Срđan, јас ти благодарам и за денешната анализа. Се гледаме во новата година. Се гледаме. Вие останувате со Слободен печат, следува и меѓународната анализа.